15! Добар ден. Денеска ќе имате прилика да ви зборувам од аспект на еден вистински професионалец во својот област и дел на делување. Сакам да ви кажувам дека јас спаѓам од оние што своето работно место, убаво работно место, мора да се нагласува дека сум го спечелил и сум го фатил на благовремено. И јас се занимавам исклучиво со професионални работи, а не сум од овие што сега политички ги запослуваат, што работуваат по дома за толку посто или волку посто од плата, па као да чекам, затоа што сум го фаќал работно место, затоа што сум професионалец. Сега некој ќе рече дека работим по ноти. Да, тоа е тачно, али ја работим по сопствени ноти, а не дозволявам некој тамо да ми свира и да на таков инструмент или на не знам што. И тоа е во главном како уводна реч вака, иначе ако нешто ми смета, ако смеам да кажувам, тоа е следното. Значи, мене многу ми се свиѓа овој телефон. Ево го гледате. Многу ми се свиѓа, видите каков е телефон, и едино што ми смета што не прават вакви мобилни. Да ја се надевам дека Nokia ќе почне нешто на ретроградни модели да се надградува. Иначе изванреден сум љубител на вакви мобилни телефони и би сакал да продолжувам. Иначе, како што сакав да ви кажувам, ја работам со углавном работам со домачи странки. Еве, тука имате могуćност да ги гледате. Тоа се моите денеска кои што благовремено се имава закажено во мојата реномисана њотарска работилница. Па, кажите сега. Добар ден. Извини, само те прашам, Батка, пред да почнеме, само да те прашам за сликава позади, ја гледам од преска. Да? Као да ја имам видено дали на Фейсбук, дали на интернет, многу добра. Оваа брат ми ја донесе, од Швицарска. Од Горан? Не, Горан е малиот. Леонардо, постариот, он е у Швицарска. Многу добра. Оригинал изгледа, а? Оригинал, работи на фотокопир. Све оригинали ми праќа, само ги копира и ги праќа. Ова е многу ја сака, знаеш, многу ја сака жената. Се вика Лиза и ја крстуваше моја Лиза, знаеш. Него, зашто сте вие дојдени? Пред тоа само бе. Зашто сте вие дојдени? Ние сакаме да завериме еден договор. Сакате, значи сте на право место. Сега, моје да ве прашувам, дали сакате албански договор или македонски договор? Каков е македонски, каков е тој албански? Па има разлика, има македонски договор и има албански договор. Шо е албански, а шо е македонски? Знаете што е. Има разлика. Албански договор е различно. Тука само се дава збор. Се дава збор и се почитува збор, се има образ, се пружа рука и тоа е беса. Тука договорот писмено не. Тоа е само чисто формално ако треба на хартија и тоа све зависи дали достигнува до пола страница, тоа е чисто формалност. Сега ако е македонски, тука има ише сосема друга работа. Тоа е договор од 5 до 10 страници, зависи колкав континуитет се има во текстот. Ево, погледајте. Ето, видите. А вие за каков договор сака да правите? Што да договараме? Види, ние сме јавно предпријатие. И они ќе конкурират на тендер, ние ќе распишеме тендер, они ќе добијат работата на тендер, ќе изработат работата на тендер и после ќе треба да му платиме. Онда нема што да го читате. Штом сте вие јавно предпријатие со приватно, онда овој што иде у македонскиот договор као опционална тачкица, овде иде по дефолт и ве молувам да обрнете внимание на задниот член, како последен. Де прочитај го да видите. Последниот, така? Што е бе? Договорот престанува да важи веднаш по неговото потпишување. Да. Шо бе да? Па тоа бе, договорот престанува да важи веднаш по неговото потпишување. Батка, шо ни го даваш ова ти овде 100 страни има, 1000 члена има, онда џабе го потпишуваме договорот и џабе ти даваме пари. Како џабе бе, па ако немаш договор, како ќе идеш утре на суд? Зошто на суд?
Зашто на суд? Абе ти, не се прави мутав. Види го за јавно предпријатие, се прави мутав да кажеш мака да вичка. Па немој ти, па некој не чипси јавно предпријатие, па некој некого ќе заебе. Дечко, ако не идеш на суд, ќе искочи дека ништо не си работел. Дали ме разбираш? Дали ме разбирате сега што сакував да кажам на почетокот на овој прилог? Това е високо професионално. Треба на странката да му се објаснува и да му се предочуваат сите овие аргументи што може накнадо да следуваат. Това би било за овој прилог, со друг прилог во друга пригода. Благодариме. К15!